Добар ден на сите, почитувани градоначалници, здруженија и медиуми. Денес заедно со градоначалници на општина Неготино, Росоман, Демиркапија и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство и Здруженијот за родова еднаквост, Визија и Кавадраци, сме во момента подпишување договор за воспоставување на советувалиште, Центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство на локално ниво во овие 4 општини. Главна цел на овој проект е да се подобри пристапот до специализираниот сервис за жени и деца жртви на родово базирано семејно насилство. Целна група се жртви на родово базирано насилство и семејно насилство. Советувалиштето ќе биде лоцирано во општина Кавадарци, на локација која е лесно достапна за лица со физичка попреченост и ќе го користат жени и деца жртви на насилство од општина Кавадарци, Неготино, Росоман и Демиркапија. Се надевам дека со овој проект заеднички ќе успееме да дадеме поддршка и да го спречиме повторувањето на едно исто насилство кај жените, ќе овозможиме економско јакнење и осмислување на жените жртви и ќе го спречиме нивното насилство преку надминување на траумите и последиците при семејството. Почитувани колеги градоначалници, почитувани невладени, почитувани медиуми. Отварањето на овој регионален центар за помош и поддршка на жртвите на родово базирано и семејно насилство е од исклучително значење за една специфична ранлива категорија и истиот е повеќе од потребен. Секоја личност има право да се чувствува безбедно и спокојно во својот дом. Но за жал, насилството во домот и семејството е се уште присутно во денешно време и бројките на лица кои се соочуваат со родово базирано насилство се незанемарливи и загрижувачки. Жените и децата кои се жртви на овој вид на насилство честопати се чувствуваат безпомошно и безнадежно и не знаат каде да се обратат за помош. Во таквите случаеви жртвите многу често барајќи спас и излез од непријатната ситуација во која се нашле, не по своја вина, лутаат од институција до институција. Со отварање на овој на советувалишниот центар, овие лица ќе добијат сигурен простор, ќе им биде олеснет пристапот до социјалните услуги и преку третман низ специјализирани сервиси, професионално советување и бесплатна правна помош ќе можат полесно да се справат со последиците и да се прилагодат на реалноста. Општина Демиркапија и јас како градоначалник даваме безрезервна поддршка за отварање на овој локален центар и се надеваме дека неговото функционирање ќе допринесе за да се намали бројот на жртвите од родово базирано и семејно насилство. Почитувани колеги градоначалници, почитувани медиуми, нашите очекувања се од Националната мрежа, Здруженијето Визија се активно да работат на подобрување и унапредување на услугите, социјалните услуги за жените и децата. Жртвите на родовно базирано и семејно насилство на територијата на општина Неготино. Да подобруваат јавната свест преку спроведување на кампањи и истите да ги споделуваат информациите на локалното население, на кој што начин би биле запознаени со достапните услуги за заштита и поддршка за жртвите на насилството. Се надевам дека во наредниот период, со активностите кои ќе бидат преземени, Националната мрежа и Здруженијето Визија во потполност ќе се оправда очекуваното. Функционирањето и постоењето а резултати во борбата против насилството ќе бидат на нивото на очекувањето на сите учесници на овој проект. Почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, почитувани представници на Националната мрежа против насилство, почитувани членови на организацијата Визија, навистина представува огромна чест и задоволство што еве заедно со колегите градоначалници ќе пристапиме кон потпишување на еден, би рекол, ваков договор или проект со кој што навистина ќе им спаднеме во пресред и ќе им понудиме услуги на жртвите на родово базирано и семејно насилство, кои што за жал ги има и тоа како и на територијата на нашата држава, но и на територијата на нашите општини. Се надевам дека овој наш проект пред се ќе проработи на подигнување на јавната свест кај сите, но и на овие жртви
ќе испаднеме во пресред да тие имаат место каде што би се обратиле и каде што би добиле соодветна помош. Навистина, ова е од огромно значење и за општина Росоман, но и регионално, и се надевам дека ова ќе стане пракса и ќе го продолжат и другите општини. Јас би го изразила моето големо задоволство и моята голема благодарност до градоначалниците кои што се согласија да го спроведуваме овој проект заедно, во суштина да го не поддржа финансиски да го отвориме советувалиштето за жени и деца, жртви на различни форми на насилство, меѓу кои и семејното насилство. Центарот беше неопходен да се отвори заради тоа што општините кои што се вклучени во овој проект, според годишните статистики, бројките на жртви на насилство растат, а во овие 4 општини не постои ваков тип на сервис. Дополнително што сакам да го истакнам дека ова е и прв регионален центар од ваков тип. Именно 4 општини да финансираат заеднички еден центар се со цел да се обезбеди и да се унапреди во суштина пристапноста и достапноста до специјализирана поддршка за сите кои што преживуваат родово базирано и семејно насилство е неопходно и како што кажав прв од ваков тип. Советувалиштето, на кратко само би се осврнала, советувалиштето ќе обезбеди услуги од социјална работничка за остварување на право од социјална заштита, ќе обезбеди услуги од правничка, односно информирање за сите права кои што им следуваат на жртвите согласно постоечката законска регулатива и услуги поддршка од психолог, односно психотерапевтка, која што ќе работи и на надминување на последиците и од преживеаното насилство кај жртвата, но и терапевтка која што ќе работи со децата. Знаеме дека насилството остава сериозни последици, особено врз развојот на децата и сакаме особено фокус да ставиме на тоа. Како што спомна градоначалникот од Неготино, ќе работиме на подигнување на свеста за различните форми на насилство и секако особено ќе посветиме внимание на информирање на граѓаните од сите општини дека овој сервис е отворен, е постоечки и дека е тука дека ние сме тука како тим да овозможиме помош и поддршка за сите оние на кои што има потребна. Ви благодарам уште еднаш за можноста да го пилотираме ова советувалиште и верувам дека ќе ги исполниме сите очекувања, дури и повеќето. Ние сакаме да советувалишниот центар ги исполни сите стандарди за да може да биде лиценциран од Министерството за труд и социјална политика. И согласно нашите проекции очекуваме дека најдосно за 2 месеци веќе ќе биде воспоставен со целиот тим на простор кој што е соодветен, односно физички пристапен, нели за оние со потешкоти во движењата, така да ја очекуваме дека најдосно за 2 месеци веќе ќе го отвориме. Сакам да ми се заблагодарам на сите градоначалници од сите 4 општини, од општина Кавадарци, општина Неготино, Демиркапија и Росоман за дадената поддршка за отварање на овој прв регионален центар за жртви на семејно и родово базирано насилство во Македонија. Со отварањето на овој советувалишен центар ја продолжуваме нашата мисија за давање поддршка на оваа група на граѓанки, да ги охрабриме и да им кажеме дека не се сами. Со едно наше заедничко мото – живот без насилство. Госпоѓо Коцева, долги години работевте, а еве конечно на некој начин се завршуваат сите оние активности кои што беа насочени токму во овој правец, а тоа е да им се помага на жртвите на семејно и родово базирано насилство. Што ќе значи овој советувалишен центар за жените кои што трпат ваков тип на насилство? Да. Благодарам на прашањето, токму на место се е кажано, мислам и со самото прашање, меѓутоа јас ќе ги потврдам овие зборови и сакам да кажам дека долгогодишното работење, конкретно моје долгогодишно 30 години работење во невладиниот сектор, 30 години работејќи на заштита на женските права, 30 години работејќи да ги заштитиме, да ги охрабриме жртвите на семејно насилство, еве на крајот успеавме да отвориме регионален советувалишен центар кој што ќе биде од големо значење за жртвите на семејно насилство. Сушност, ние денес ставаме круна на целокупното работење и многу ми е драго што центарот не е само локален, ами регионален, така да ние ги опфаќаме општините Росоман,
Росоман Кавадарци, Неготино и Демир Капија. Сите градоначалници денес подпишаа меморандум, ги донесоа одлуките, така да со реалното работење на советовалишниот центар ќе отпочнеме најмногу за месец дена, бидејќи во тек се распишувањето на конкурсите за лица специјализирани што ќе работат во советовалишниот центар за жртвите на семејно насилство. Потребно е, значи, да се прими, веќе е распишан конкурсот, како што реков, социјален работник, да се специјализира психолог, правник и сите овие приемни овие услужни работи што треба они да ги обавуваат према жртвите на семејно насилство, всушност ние ќе им помогнеме на жртвите, а тоа е одамна наша цел, да им помогнеме на жртвите да си го подобрат својот живот и работа, понатаму да продолжат еден поинтензивен, пореален, позаслужен живот во сите сегменти на општественото живење.